Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ова пресконференција ја свикавме во воредни околности, заради тоа што она што се случи на седницата на собранието е вон сите демократски критериуми, посебно што доаѓа од страна на председател на влада и на кандидат за министер. Целата македонска јавност беше сведок за една огромна нервоза во моменти кога се разговара за дебаклот и за неуспесите во 2 години на извршната власт. Клучно правило во демократијата е да ги чуете сите критики, сите слабости и од тоа да извлечете поука и веројатно да се подобрите. Меѓутоа, демократијата во Македонија се сваќа на еден поинаков начин. Мислите дека ќе постигнете подобри резултати ако ги нападнете оние кои што укажуваат на слабостите во македонското општество. Навредите кои што денеска беа упатени кон двајца пратеници на Социјалдемократскиот сојуз, замени координаторот Фатмир Битичи и Митко Трайчулевски, пратеник кои што и двајцата кои што говореа за состојбите и за изборот на влада, не е напад кој што се случува прв пат, меѓутоа тоа представува говор на омраза веќе, кој што сигурно дека може да роди насилство. И тоа што следеше по прекинувањето на седницата беше вистински напад, не само вербален, од страна на кандидатот за министер Иван Стојковиќ, кој што се нафрли врз двајцата пратеници, не само физички, вербално и со пцости. Мислам дека не доликува на кандидат за министер кој што треба ова собрание да го избере. Ниту случувањата во овие 2 години, ниту лошата економска состојба, ниту катастрофите во земјоделието, ниту лошите социјални политики, ниту стопирањето на европскиот пат не може да се анулира преку напади кон опозицијата, ниту пак преку напади кон пратениците. Посебно ме загрижува молчењето на председателот на собранието Афрем Гаши, кој што немаше ниту една реакција, а беше задолжен да реагира, затоа што председава со седницата, затоа што тоа што беше истакнато не е во рамките на нормите на деловникот и затоа што собранието донесе етички кодекс едногласно, со кој што се пофалија како власт или се пофаливме ако сакате сите ние, и тој не може да важи само за пратениците во собранието, тој треба многу повеќе да важи за гостите во овој законодавен дом. А тоа се председателот на владата и сите оние кои што ги избира собранието и еднаш за секогаш мора да запаметат дека мора да бидат подчинети на оние кои што нив ги избира. Односно, на тој начин да покажат дека се подчинети кон граѓаните, бидејќи пратеникот е представник на граѓаните. Затоа апелирам и барам извинување, затоа што никој апсолутно не заслужува да биде навреден, на никого да му се упатуваат закани и на никого да му се упатуваат цости. А тоа, како реакција го бараме од страна на председателот на собранието, да покаже дека е прв меѓу еднаквите.